И да, по рекламите следува Заспи ако можеш со Драга Милосављевиќ, па уште и со Горан Момировски. Вечер имаме многу интересен гостин, човек кој што во последно време, особено во последно време, не дека само во последно време, известува јавноста за исклучително важни информации кои што потоа главно се покажуваат како точни, а ги тангираат сите граѓани. Се работи за пратеникот во Собранието Република Македонија, господин Дране Петрушевски. Добра вечер. Добра вечер. Благодарам на поканата. Да. Ке имаме многу теми за разговор, пратеникот Петрушевски, меѓутоа правата и основна, и вчера тоа го спомнавме, сепак мора да биде приказната поврзана со градоначалникот на Струга Рамиз Мерко. Неверојатно, ние уште вчера прашавме со Горан, тогаш беа изминати околу 10 часа, откако господинот Мерко беше ставен на онаа црна листа на Соединетите американски држави, и немаше никаква реакција од ДУИ. Сега проверував, сега е 22 часа и 38 минути, другиот ден, и натаму нема никаква реакција од ДУИ, буквално се како во глучешка дупка се скриени, не личи на нив. Има реакција интересно од премиерот, има реакција и од со партијата, коалицијскиот партнер Алијанса за албанците, меѓутоа од ДУИ нема ништо. Ви зарадува вас тоа? Па, ако земеме во обзир дека после лидерската средба, ако се присетите, за 10 минути ДУИ излезе веднаш со понуда, со соопштение дека прифаќа таму делот на излегување на ДУИ од власта, значи дека брзо реагираат на случувањата во Република Македонија. Дополнително, ако земеме во обзир денеска, ДУИ имаше соопштение во делот на изборот на ректор на Универзитетот во Тетово, каде што бе обвинети како политичка партија од тројица кандидати за ректор на Тетовскиот универзитет, дека имало сериозни влијанија да четвртиот кандидат биде избран за ректор на Тетовскиот универзитет. Тие денеска имаат соопштенија до јавноста, особено во делот на македонските медиуми на албански јазик. Значи, постојат, имаат функционален прес-центар, меѓутоа оваа тема со Мерко некако дали ги изненади или не им одговара, не би можел да знае. Можда не слушнале дека има црна листа свој висок функционер. Рамиз Мерко е еден од најважните луѓе во ДУИ. Топ 10 од врвот на ДУИ Рамиз Мерко. Па може би и топ 5. Да. Може би топ 5, да. Интересно е што и Мерко, кој што е познат по својата вака појавност во медиумите, тој не бега од медиуми, еве 2 дена нигде го нема, дури и откаже еден настан. Што да каже, Блинкен сгрешил. Американскиот партнер сгрешиле. Не сум јас сум честен човек. Но мора да каже нешто, некогаш. Ако не денес, утре, ако не утре, за 3 дена. Откажа настан поради итна работа, образложението кој што беше дадено до медиумите денеска, го носел аудит од 6.000 евра на сервис, мислам дека тоа е. Не мора да се шегуваме сега. Само да подсетам. Да. Ај кажи. Идејата е дека градоначалникот од неговиот кабинет известуваа дека тој имал важна работа, дека морал да го откаже планираниот настан во кој што ќе се појавеше пред луѓето. Значи повеќе од јасно дека и него се уште не му е јасно како треба да се брани на оваа позиција. Сакам да подсетам, ако ми дозволите, дека во времето на црната листа, ама друга црна листа, ова не е на ОФАК, на Департамент од Трежери, на Министерство за финансии во Америка, таму беа многу луѓе, беа Липчо Георгиевски беше, и Али Ахмети беше, и Джевата Деми меѓу другите. Тој последен е на таа листа, беше пратеник и тогаш ДУИ не реагираше и го остави Джевата Деми до крај да остане да биде пратеник. Значи ДУИ има еден систем на нечинење на работи. Со тоа што сега ситуацијата е многу посложена. Доколку ДУИ премолчи и го остави Мерко да биде началник на Струга, каде што објективно нема многу механизми да го смени, но и да го остави да биде во раководството, председателството на ДУИ, тогаш тоа значи дека ДУИ почнува, мала речица, почнува војна со Вашингтон. Ја не гледам друг начин, не знам. Може би нема директен механизам да го смени, апсолутно, меѓутоа може да се огради од него, може да го исклучи од членство во партијата, доколку смета дека еден таков кадар со вакви обвинувања кои што се базираат на сериозни финансиски малверзации и влијание во судството, нешто што почна да биде препознатлив бренд или знак на ДУИ изминативе години како власт. Кажано влијание, контрола на судството, вака по-добро би звучало. Јас ги користам ајде зборовите се кои што Стејт департаментот ја пушти таа објава во јавноста, меѓутоа ова се е уште еден сериозен показател дека
тезата која што ние ја застапуваме изминатиот период, пред се председател Мицкоски, дека на Република Македонија е неопходна, повеќе од неопходна дедуизација. Процес на дедуизација на Република Македонија. Мерко е само еден пример или само една мала алка во целиот синџир на владењето на ДУИ и воспоставувањето на механизми не само во извршната власт, туку и во судската власт и во сите други можни власти во Република Македонија. Сериозен проблем на Република Македонија е ДУИ и е час поскоро дедуизација. Дали сега или после изборите, таа неминовно мора да се случи ако сакаме Република Македонија да мрдне од мртвата точка во која што се наоѓаме сега. Кажете, како вие да знаевте, како ВМРО ДПМН, дека ќе има човек од ДУИ на црната листа, па инсистиравте ДУИ да излезе од владата по секоја цена? Па не треба многу информации или голема експертиза да се знае дека ДУИ е сериозно инволвиран во сериозни криминали во Република Македонија. Дури секој човек кој што малку ги следи случувањата во Република Македонија тоа може да го увиди. Особено што, ако ви текнува, реакција од Америка имаше и при назначувањето, односно изборот на Абази за Ислам Абази за јавен обвинител за големиот организиран криминал, дека е буквално политичка личност која што ни сите они информации што излегува во јавноста циркулира исклучиво околу високите функционери на ДУИ. Значи уште еден тригер кој што укажува дека ДУИ е метастазиран и во јавното обвинителство, и во судството, апсолутно и во извршната власт. И неминовно беше да се случи вакво нешто. Дури за мене е изненадување што само Мерко е на таа листа. Сега, па тоа е основата. Значи американците не кријат дека ќе има нови лица на таа листа, ќе видиме каква ќе биде. Премиерот даде една изјава денеска која што би сакал да ја искоментирате. Напред да кажам, обвинителството денеска потврди дека се водат постапки за градоначалникот на Струга Ремис Мерко, но не кажуваат, не одговараат на прашањата кој се, колку се и така натаму. Меѓутоа, оно што ми остави впечаток денеска, премиерот Ковачевски вели, и тоа кажува јавно, како тоа американците од неколку илјади километри дознаат дека овој човек треба да се закачи на црна листа за тоа што е корумпиран, учествува во недозволени работи, а нашиве овде не. Мене оваа изјава ми е проблематична од разни аспекти, морам да признам. Американците од неколку илјади километри може да дознаат што сакаат со оглед на нивната реална моќ. А чудењето на премиерот, не затоа што американците дознале, туку зашто нашите не дознале, е уште по-проблематично, затоа што сите ние постојано укажуваме дека е повеќе од видлив криминалот и корупцијата, меѓутоа тој лично до сега не гледаше дека има нешто спорно во тоа. Доволно беше да ги следи обраќањата на опозицијата, независните медиуми и ќе дојдеше до една таква информација и немаше да се чуди. Особено што Ковачевски со оваа изјава покажа на јавноста дека апсолутно во Република Македонија судството е руинирано, земајќи во обзир дека претходниот премиер Зоран Заев го отвори судството како пупка. Тоа е негова славна изјава. Па беше на чело на телото што спроведуваше судски правосудни реформи. Тоа ќе остане занавек запишано, тоа чудо. Апсолутно тоа чудо, меѓутоа ако ги гледаме на следот на настаните, СДСМ како владеачка партија заедно со ДУИ веќе ја трошат 7-та година од власта и сега да слушнеш изјава од премиер на држава кој што како сака нека се изјаснува, он често вака сака во јавноста да каже дека извршната власт е независна од судската власт и он нема што таму да се меша, меѓутоа сите покажувања со судскиот совет претходно и со изборот на суди, изборот на секаде е политиката вмешана преку нормална влада и преку СДСМ и тоа се истакнати кадри на СДСМ и на ДУИ во случајот на како што беше Абази и многу други. И ако сме реални, само да кажам, премиерот вчера или завчера, не сум сигурен, мислам вчера, рече дека да, судскиот совет е плаќа за ремонт. Да, меѓутоа, вака, начинот на кој што се делегираат, односно избираат членовите на судскиот совет, удел има и собранието, преку неговото мнозинство, кој што го поддржува, и дел председателот на државата, како што беше случајот со председателката која што беше разрешена, не беше вака, така, Весна Дамева, така што веќе никој не знае судски дали има завршници или нема завршници. Суштината е дека кога се предлагаат кадри, ние како опозиција и на комисија, и на пленарна седница укажуваме на ова.
однапред ги кажуваме работите дека со вакви кадри кои што не стапнале во суд, кои што освен Но стапнале во партиските штабови. Давеска видовме со Зоран Заев во простории на СДСМ се слика. И никој не криеше. Пендаровски кој што формално ја предложи, призна дека била таа наметната од страна на СДСМ и останатите албанците од ДУИ. Дури не крие и дека е член поранешен на комисија за правни работи на СДСМ. Сега такви личности со таков кредибилитет и авторитет во сферата не можеш да очекуваш дека ќе бидат неподложни на влијанија. Пред се тука мислам на партиските, па и на другите бизнис, како што самите изјавија тука. Претходната председателка на Судскиот совет да го кажа тоа Павлина Цевренковска. Не само јас генерализирам. Значи таму имаме и партиски влијани, и бизнис влијани, и секаков тип на влијание, меѓутоа цитираме луѓе од таму. Точно, меѓутоа личности со таков кредибилитет и со таков професионален бекграунд лесно се подложи на такви влијани. Да споредите некој, да речеме, универзитетски професор кој што има позади себе кариера, кој што има позади себе труд, кој што има позади себе образи, се оно што го стекнал, не може лесно или туку така некој да му наредува како да работи без разлика дали во Судскиот совет или во некој друг правосуден орган. Меѓутоа, такви ликови кои што свесно ги вадат од штабови, од партиската комисија на СДС или на ДУИ и ги стават на такви позиции, не може да се очекува друго нешто освен дополнително руинирање на и така катастрофалниот правосуден систем во Република. Свесни се дека ова значи дека кога дојдете на власт, нема да се случи ова времето на ВМРО ДПМН, дека заслужни партиски кадри ќе доаѓаат во Судскиот совет, тоа што нема тогаш ништо да се смени. Тука да се договориме вака јавен договор да направиме, дека тоа нема да се случи. И не само тоа, значи на сите јавни настави зборуваме и ние и пред се зборуваме заради она што го кажува претседателот на партијата, позади кое што нормално како функционери стоиме, е дека прво и основно криминал, толеранција нула, и тоа сериозно го мислим, затоа што оваа држава више нема простор за толеранција на криминалот, па макар доаѓал и од, не знам, некој близок роднина наш. Тоа држиме за збор. Бидете сигурни. И второ, воспоставување на систем кој што не само во судството, генерален систем во државата, каде што ќе се вреднуваат оние професионалци кои што можат да придонесат во сферата во која што ќе бидат номинирани. Затоа што и тоа ќе иде на корист на политичката партија која што ние застапуваме. Доколку на секоја позиција ги поставиме вистинските луѓе кои што знаат да одговорат на тие предизвици, тогаш бенефитот кој што ќе го почувствува општеството и граѓаните на Република Македонија ќе иде на корист на ВМРО ДПМН. Обратно, доколку ставаш вакви ликови кои што немаат никаков кредибилитет, подпросечни студенти, како што беше случајот со на времето Кати Цејанова и сличните, апсолутно штетата која што тие ја прават во општеството, штетата што ја чувствуваат граѓаните, оди како негативна штета на конто на СДСМ и тоа го гледаме деновите. Ако може да ми дозволите, едноставна е работава, само треба да се има политичка воља. Многу ми е драго што ова го кажавте. Значи 14 критични пријави има Рамиз Мерко во Стругското обвинителство. Една е само процесирана, нема судска пресуда. Интересно е тоа што за неговиот случај е надлежен Джилал Бајрами, висок функционер на ДУИ, кој што сега е во Републичкото јавно обвинителство. Значи, член на ДУИ го контролира процесот, или сите процеси, сите предмети против, и тука немаме дилема. Или како што човек кој што завршил, дипломирал и магистрирал на неговиот универзитет, не знам како се вика во Струга, се е министер за образование, има контрола врз инспекцијскиот надзор на истиот универзитет каде што се штанцаат дипломи. Но, мене ме интересира и зошто, ма тоа не сте вие тука соодветен да ни одговорите, но како логичко прашање можам да го поставам, зошто никој од обвинителите во основното јавно обвинителство во Струга, кој што ги работат овие предмети, не е земен на одговорност, па и да биде и ставен на црната листа. Јас не знам кој од овие луѓе, тамо шеф на основното јавно обвинителство е, јас сакам со имиња и со презимиња, Стојанчо Арнаудовски. Тој е шеф на обвинителството. Јавни обвинители во ОЈО Струга се Благојат Даскаловски, Џемал Лога, Никола Јолевски, Ермира Муса Нура. Не тврдам дека сите се корумпирани, не тврдам дека сите се под влијание на ДУИ, но ние треба да знаеме. И тука е прашањето што Ковачевски денеска се прави недоветен. Тој ако не знае дека Државната комисија за спречување на корупција има предмет против Рамиз Мерко, тогаш треба да си даде оставка и неговиот советник за правни работи да си даде оставка. Или сите свесно не лаже. Јас не знам како може сите да знаеме дека против Мерко има предмет во ДКСК, а тој да не знае. Мене мора да признам е интересно. И претедник ова прашање до вас. Вие сте секој ден во собранието, слушате секакви работи. Меѓутоа, формалниот принцип секогаш се запазува од страна на власта. Едноставно постои оградување,
постои збунетост и постои формален простор дека ете институциите се слободни да направат, па институциите грешат, еве да им дадеме простор и така натаму, и тука се затвара приказната. Sada само никогаш не заборави да направи пресконференција или реакција со која што ќе каже дека да, пропустите се направени, но ќе ги средиме, или збунети сме и ние и шокирани, нисме одавде, како викаат србите, и толку. И тука завршуваме. За жал секогаш е така и затоа сме во ваква ситуација како што сме како држава во секое поле. Дел од ова што го споменавме и преска со Горан, дека како ВМРО ДПМН во иднина ќе настапува и Многу оно важна што го работа. кажав. И тоа е неопходно и пред да дојде ВМРО ДПМН на власт. Дури еве условно кажам да му се помогне и на СДСМ е дедуизација на Република Македонија. Процес кој што е неопходен. Се ова можеме да зборуваме и од формален аспект до утре сабале. Можеме да ги читаме кои се обвинители, можеме да читаме и повисоките инстанции. Можеме да ги најдеме сите поврзаности во делот на ДУИ кој што е метастазиран во сите сфери на резултатот ќе биде ист. Но резултатот на крај ќе биде ист. Сето тоа ќе се забошоти како и до сега, некаква ситна одговорност, некакво чудење од премиерот како тоа можело американците да знаат. Ви велите им помогнете на СДСМ. И тогаш можеме било што да направиме добро во Република Македонија. Тоа е јасно. Меѓутоа, ви велите да му се помогне на СДСМ колку толку. Колку е тоа реално возможно? Сега ова и нека е убава вашата желба, се сомневам, но нека е убава вашата желба. Тоа не е во делот на да му помогнеме на СДСМ како политичка партија. Во смисла да му помогнеме на граѓаните, затоа што системот да му помогнеме на системот да функционира на државата. Но како кога системот во овој момент зависи од добрата желба на ДУИ? Ние имавме и на лидерската предлози кои што го ефектираат толку ДУИ. Се принципиелни, меѓутоа апсолутно, доколку тие не беа толку зависни од ДУИ, можеа да го докажат тоа јавно, да кажат дека прифаќаат понудата на ВМРО ДПМН, ДУИ да оди во опозиција, да направиме влада која што до избори ќе ги подготви теренот за избори на кои што ќе имаме реални демократски избори, а не она како што ДУИ знае да го прави, да имаме и ние како опозиција увид во тие круцијални министерства и да едноставно на такви едни фери демократски избори ДУИ се испрати во опозиција наму каде што му е местото и да почне демонтажа на тој систем кој што јас го нарекувам дедуизација. И тоа беше многу фер понуда не заради СДСМ, туку заради граѓаните на Република Македонија, затоа што секој ден изгубен ќе ни се случуваат вакви скандали и во наредниот ден доколку останат на власт ДУИ, без разлика дали ќе бидат со некоја друга политичка партија. Суштината за да отпочнеме да се креваме од амбисот како држава е ДУИ и ваквото владење на ДУИ да заврши во Република Македонија. Затоа што вака и со ДУИ и СДСМ тоне, и граѓаните тонат, и нормално дека позицијата на ВМРО ДПМН утре која ќе дојде на власт ќе биде многу потешка за оправање доколку остане ДУИ на власт или доколку ДУИ пред да дојдат тие избори се замине од власта и ги колку толку амортизира тие институции кои што ги има стегнат. Тука е малку работата, убаво рековте, комплицирано ќе биде заради тоа што ДУИ ќе замине од власт, но инсталациите на ДУИ во правосудството нема да се заминат. Тие луѓе имаат мандати, се избрани Ислама Бази има мандат не знам колку 5-7 години. Значи, вие да сте за организиран криминал обвинител и да гледате дека 14 критични пријави не се процесираат, да е ваш колега или да рече со партијата со ДУИ одговорен да ги следи тие предмети, реков републичкиот обвинител Джелал Байрами, кој што исто така од ДУИ, и вие да си молчите, тоа значи дека вие толерирате организиран криминал. Слободно ќе кажам организиран криминал. И сега, колку е метастазирана целата работа и колку работава е дисбалансирана кога се работи за ДУИ и останатите граѓани во Македонија, најдобар пример што вечерва го разбрав пред емисијата, ми го кажа адвокат, се надам дека наредната недела можеби ќе успееме со да направиме интервју. Во Берово, каде што има само еден обвинител, еден судија, е осуден човек на 3 месеци затворска казна, за тоа што споделил статус, односно текст на еден медиум. Во статусот се вели заслужена казна за предавниците. Се работи за поранешната пратеничка на ВМРО ДПМН, ја го заборавам името, Александрова, мислам дека беше Емилија Александрова, таа беше 8-та која што гласаше за промена на уставното име, за промена на уставот. Значи, Емилија Александрова, инаку братучетка ми се чини дека беше на Сашо Мијалков, побарала, поднесла веројатно тужба,
или се пожалила до основното јавно обвинителство, што е многу чудно, во Берово, кој што поднело обвинение за ширење на ксенофобија и омраза. Апсолутно нема никаква врска. Луѓето секојдневно објавуваат разни видови навреди на Facebook, на социјалните мрежи, но во Берово, ќе го најдам и судијата да видиме кој е, единствен е тамо, го суди човекот врз основа на вештачење на телефонот мобилен не на тој што го направил наводно делото, туку на Емилија Александрова. Да повторам уште еднаш, една од 8-те кои што гласа за промена на уставот. И единствениот судија во Берово му досудил 3 месеци затвор. Од друга страна, Рамиз Мерко со 14 кривични пријави за 14 години, воопшто, дали дошол воопшто на суд, дали воопшто има предмет, и Ковачевски сега, повторно кажам, се прави недоветен, но не знае нели што се случува, нема информации, наместо веднаш да преземе. Ако ништо друго, организиран криминал во МВР, кој што е, нели, под контрола на Оливер Спасовски, најдобриот другар од Куманово, од најмоćниот град во Македонија, може веднаш да преземе мерки за да се обезбеди Мерко, да се обезбедат докази, да се натера обвинителството да работи. Но тоа не се прави. Па не се прави, затоа е молку предпоставувам од Дуи сега во позадина, она што не го гледа јавноста, се пазарењата и начинот како да се извлече најбезболно од ова ситуација. Возможно ли, Петушевски, возможно е, гледаме во изминативе 30 години дека се е возможно кога е во прашање Дуи и владеачката елита. Но тоа значи директен судир меѓу Дуи и американската администрација. Мислам дека да, меѓутоа ќе најдат тие начин на кој што сето ова ќе го прекријат на начин на кој што можеби ќе се откажат вака јавно од него, во позадина пак ќе си биде да Дуи ќе му најдат начин како да го заштитат. Сепак ние зборуваме дека тој човек треба да оди во затвор. Се друго е мачкање на очи. Така и помагање на него. Нека има презумпција на невиност. Може нема затвор, може ќе плати некоја казна. Не е важно дали ќе биде затвор. За сериозноста на она што беше изнесено во таа изјава, нема друга опција. Назначена корупција. Висока значајна корупција, злоупотреба на финансиски средства и влијание врз правосудните органи. Не може тоа со, не знам, прекршочна постапка да заврши. Меѓутоа, експедитивноста се гледа и ни сите примери кога се работи за прогонот врз опозицијата. Тука се експедитивни. Тука покажуваат дека може да работат. Не само ова што го споменавте. Тука беа кај вас и судиите и адвокативе на луѓе во 27 Елена Бузевска-Божиновска беше во нашава емисија, кажа како 50 души тешко вооружени влегле во 2 часот сабајле пред децата да ја апсат. Значи без да информира, значи таму може. Пријателка ги знам и во детали сите тие сцени кои што ги има накажувано и така што апсолутно тука се експедитивни. Ги осудија луѓе во експресно време, уште легаат по 12, 15, 20 години таму луѓе заробија со процеси кои што траја од 12, 13, 14 часа дневно, вклучувајќи ги и транспортирањето од нивните домови, тоа беше целодневно судење, нешто што немало, не знам, во ниедна држава и како пример се изучува на универзитети како негативен пример, како лош пример во универзитети во светот. Така што не дека не се експресни. Меѓутоа проблемот овде е политичката волја, дали сака правосудниот систем да биде експресен или не. Дали добил таква наредба или добил наредба сега да го крие Мерко и да ова замине во така побезболно од сцена. Може ли да затвориме ова? Само да го кажам, судијата од Берово, морам да го поздравам, Дарко Ристов, човекот кој што според моите информации осудил човек на 3 месеци затворска казна заради тоа што напишал некаков статус на Facebook за пратеничката Александрова, да, ја заборавам, една од тие што гласаа за промена на уставот, ксенофобија, расизам и така натаму, нешто што е тотално неважно и тука не можеме да кажеме дека се работи за дека нема политичко влијание. Дефинитивно, значи не е само кај Дуи и кај СДС, имате сериозни проблеми. Но, ако ми дозволите околу Мерко, имате тука сериозен проблем, рековме. Прво, ако не се оградат апсолутно од Мерко Дуи, тоа значи дека тие подржуваат висока значајна корупција, влијание во судството, значи тие ќе признаат. Ако се откажат од Дуи, тоа ќе значи дека во изборна единица 5, каде што Мерко е многу моќен играч, Дуи ќе изгуби сигурно 3-4 гласа. И третата работа многу важна, Дуи тоа не го, односно Мерко тоа не го правил сам. Таа корупција вие не можете да направите сам. Таа ја правил со луѓе кои што се повторно неговата партија. Тоа е традиција во Македонија, нели? Значи, тој ќе мора да каже потоа
кој го направил тоа и сигурно ќе се закани на Дуи да да внимава што прави, затоа што ќе излезат на површина други работи. И сега ми се чини затоа е овој молк на Дуи, ми се чини дека се навистина тешка ситуацијата за нив, дали да влезат војна во Америка, со Америка или пак да се откажат од човек кој што може да каже многу тајни. Јас мислам дека војната во Дуи е веќе изгубена и дека тие затоа молчат, се обидува да направат најмалку штета што може за партијата, нешто што мислам дека е. Може ли невозможно повторно да затвориме оваа тема со моје прашање кој што сметам дека многумина име наврват на јазикот. Дуи како партија, како организација, како милитарна структура, како сакате да ја наречеме, веќе е толку многу навлезена во сите пори на власта и толку долго е на власт, што многумина се прашуваат како ќе изгледа Македонија без Дуи на власт. Знаете во кој смисол? Се прашуваат што таа партија ќе направи ако не се реформира, зборуваме, ако не се реформира на вистина како што треба, во ситуација кога ќе се најде надвор од полугите на власта, кога ќе ги изгуби парите што дадат заедно со власта, сите можни врски што дадат заедно со власта и кога таа ќе треба да се соочи сама со себе и со веројатно затворски казни за нивни моќници, многу мене се прашуваат тие луѓе ќе почнат немири, ќе направат обид за конфликти меѓунационални, ќе се обидат било што. Многу мене ова ги мачи буквално. ВМРО ќе се соочи со состојба во која што ќе треба да реши еден проблем што е веќе над вообичаените меѓупартиски пресметки. Далеку се оваа гарнитура на Дуи и овие состојби во државата генерално во Република Македонија, тоа што било 2001 за да влечеме некакви паралели. Дуи има две опции. Две опции има Дуи. Едната опција му е да се распадне како политичка партија, откако зборам ќе ја загуби власта. И тоа е според мене вака да се земам за право да прогнозираме поверојатната опција. Тој условно кажано дел на делење на Дуи веќе е започнат преку огнената група, се шпекулира дека се појавува уште некоја група, така што мислам дека тоа е поверојатната. А втората опција што за мене е многу вака малку веројатна е Дуи да се реформира како една модерна европска партија, што мислам дека е далеку. Што е најдобро за сите, да се разбереме. Апсолутно е најдобро за сите, меѓутоа се далеку од такво нешто, што мислам дека прво сценарио е поверојатно. Инаку она што морам да го кажам јавно е дека издигнато ни е прашањево за дедуизација на ниво на партиска стратегија. Затоа што толку сериозно е проблемов, толку е метастазирано Дуи во општеството во негативна смисла, мислам дека и на средбиве кои што идеме со граѓаните и кога што не прашуваат слични вакви прашања, им го објаснуваме моментот дека сега не постои поголем момент од национално обединување и на македонскиот народ и на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија позади ВМРО ДПМН. Затоа што ВМРО ДПМН со 61 пратеник значат овие сценарија кои што ги кажа претходно, односно распаѓање на Дуи, одговорност на функционерите и воспоставување почеток на воспоставување на држава каква што треба да биде Република Македонија. До тоа дојдовме. Се друго ќе значи победа на Дуи. И затоа моментот на национално обединување кој што го зборуваме е во овој следен период кога ќе дојдат изборите исклучива поддршка на ВМРО ДПМН. Делот на малите политички партии треба да ги заборават граѓаните во овој период, затоа што тие мали политички партии кои што се десно ориентирани, кои што пледираат на гласовите на опозицијата, дел од нив свесно, дел од нив индиректно одработуваат за интересот на Дуи. А моментално интерес на Дуи е ВМРО ДПМН да нема 61 пратеник, за да тие стапат на сцена, онаму каде што се најаки, а тоа е да уценува. Тоа се случи со 12.000 гласа на Интегра, која што ја нема никаде, а пред 3 години на изборите нудеше вселенски летала. Не, но остави 12.000 гласа со што ВМРО изгуби, не можеше да направи влада. Дали ќе направише влада другар, па ќе беше многу интересно, тоа беше збор. И уште еден момент, вчера Драган ти прочита реакција на Армен Таравари, председател на Алијанса за албанците и очекував искрено. Да, вчера побано очекував денеска да излезат на пресконференција да кажат ние не седиме со криминалци и корумпирани луѓе во владата и пуштаме владата доколку Рамиз Мерко не биде дистанциран од страна на Дуи. Такво нешто денеска не се случи. Но Таравари оди на варијантата ние и од позиција на власт, значи со работници од нив, секогаш сме принципиелни да укажуваме на недоследности, проблеми и криминал. Не, извини. Јас сум со тие корумпирани луѓе според американскиот Стейт департмент седам, дувам во истата тиква.
И затоа сум разочаран од Таравари, кој што вака го почитувам и како лекар и како политичар. Апсолутно, да. Меѓутоа, денеска не излезе, не смогна сили. Не било тоа логично Петушевски да... Па би било логично, меѓутоа истата нелогичност и нивниот влез во влад. А едни од главните критичари на функционерите на ДУИ до моментот да влезо на владата беа Една Алијанса за година Албанците. претходно Таравари велеше со криминалци не се преговара, а не па влез да се прави. Така, и тие влегоа во влада и биднаа коалициони партнери со ДУИ. Сега ова е малку вака замаѓување на јавноста, на нивното гласачко тело кое што е контра ДУИ, да го вака колку толку задржат. Нормално, лицемерно е тоа, вие седите во владата и велите овие не чинат. Самиот Ким си такав си, србите викаат, ким си такав самиот си. влез во владата е лицемерен на Алијанса за Албанци. Сме го дебатирале тоа. Може ли да влеземе сега во втората тема што ни е многу важна за вечерва, бидејќи времето полека ни одминува. Вие пред неколку дена само излеговте најпрви во собранието, ако не се лажам, потоа и пред медиумите, со една информација која што бе прилично загрижувачка, која се сведува на тоа дека ОТА набавила опрема за прислушкување, така, најго симплифицирано кажано, опрема со која што би можеле практично да се прислушкуваат сите граѓани во Македонија, и тоа на повеќе платформи, на повеќе начини, и поставивте прашање дали министерот за внатрешни работи и самото министерство даде дозвола за вакво нешто. Одговорот, чисто да го предупредам моментот, одговорот министерот не добивте, но добивте одговорот СДСМ, кој што се сведе на тоа дека ВМРО во недостаток на други идеи тера стара плоча на лажење на пресконференции. Меѓутоа, околу самата работа немаше некој одговор. И сега многу се прашуваат што кажа Бране Петрушевски и потоа тоа како да малку да потона, ото да го прислушкува, има опрема за прислушкување на сите граѓани. Ова не потсетува на некои лоши времиња. Вака, за волја на вистината и на јавноста морам да малку подобјаснам генерално што е суштината. Значи, прво ОТА има право да поседува опрема со која што ќе овозможи како посредник помеѓу операторите и овластените органи за користење на посебни истражни мерки да им овозможи таа комуникација која што добиле судска наредба и конкретниот таргет да ја добијат тие институции. Тоа е дел од една реформа поширока на безбедносниот ситвер токму после случувањата што ги имавме со една ваква голема афера и беше суштината да се демонополизира УБК тогашното. Затоа УБК се трансформира, се формира АНБ и се даде можност на царинското разузнавање, на финансиското разузнавање, на нормално јавното обвинителство, МВР, АНБ и други воен оддел разузнавање институции кои што имаат можност согласно закон да користат посебна истражна мерка следење на комуникациите и тоа дисперзирање на едно ниво. Втора дисперзија е ОТА како ново формирана агенција согласно тие реформи да биде само медијатор, посредник кој што одредената комуникација ќе ја пренасочи кон соодветниот овластен орган кој што има право да прислушкува, без при тоа, експлицитно наведено и во законот, да има можност ОТА да има увид во самата комуникација. Таа само пренесува, јасно. Затоа се вика оперативно техничка агенција, значи во смисла дека е техничка агенција која што треба тие технички потреби да ги заврши со операторите и да нема никаков увид во делот на комуникацијата на оној кој што е таргет. Практично да кажем за нашите гледачи, ОТА е системот кој што, ако има кабел кој што оди од телеком операторите кон институциите, го контролира системот, но не е внатре, не гледа што се пренесува. Да. Така, тоа е законската варијанта. Да, значи добива судска наредба во анонимизирана форма, односно форма во која што не може да прочита кој број е, кој е таргетот и врши овозможување на следење на тој таргет во операторите и со тоа завршува незината обврска и нормално да ја прекине мерката кога нели секоја мерка има време трајање колку се следи. И она не смее да гледа ништо и да слуша, ниту да чита ништо во делот на комуникација. Тоа е јасно околу ОТА. Проблемот е во тоа што во суштината на проблемот претпоставуваме во тоа што наместо таргет да биде одредено лице кое што можеби е не знам, се сомничи за тероризам, за криминал и така натаму, овдека се создава опција дека би можело да биде следен било кој. Така, има два начини, да кажам, или два системи врз кои се врши законското следење на комуникациите.
Едниот е ELI, значи тоа е законско следење на комуникациите, кога се следи само избран таргет, кој што нормално претходно има судска наредба за него. И неговата комуникација со луѓе кои што не се, небитно дали се на таргет или не. Тоа технички значи дека само неговата комуникација ќе биде проследена до надлежните органи. И ова е нешто што е законски и нормално во сите развиени европски земји и нешто што, видите, секоја следење на комуникација, нарушување на правата на приватноста, на безбедност на граѓаните, меѓутоа се подразбира кога е за повисоки цели на државата, безбедност и така натаму, сериозни тероризам, кривични дела, е дозволено согласно сите, да кажам, директиви европски и конвенции кои што постојат. Меѓутоа има и втор начин на следење на комуникациите, тоа се нарекува масовно прислушкување, односно својствено за пред за тоталитарни држави, некаде и тоа е законски, значи не велам дека не, меѓутоа не е својствено за развиениот демократски европски свет, кога државата вели ќе ми ги дадете сите комуникации на мене и јас потоа ќе си ги филтрирам комуникациите кои што мене ми се потребни. И морам да потенцирам, зборувам за сите комуникации, не само за телефонски позиви, зборуваме за сите можни електронски комуникации. Она која што за жал не успеавме да добиеме одговорот и од директорот на ОТА и согласно нашиот законска надлежност да вршиме надзор над работењето на ОТА е... Вие сте член на комисијата за надзор на... примена на посебни истражни мерки. Да. Односно, вака поедноставно е за надзор и на ДОТА. И на другите агенции кои што, властени органи кои што вршат, употребуваат посебни истражни мерки. Нас директорот на ОТА не убеди дека овој систем кој што е предмет на набавката ќе овозможи законско прислушкување согласно законите важечки во Република Македонија, согласно Уставот на Република Македонија и согласно конвенциите ратификувани во согласно со Уставот на Република Македонија. Вториот спорен момент, затоа што секогаш кога има некаков проблем во државата, се гледа како и процедурата се крши. И зошто би се кршила процедурата доколку нешто е секако што ред. А тоа е во делот на Законот за комуникации, за следење на комуникации, каде што во членот 2 изрично стои дека за било кој орган, вклучително и за ОТА, меѓутоа за било кој орган, за да увезува, извезува, создава и поседува опрема за следење на комуникации, било каква опрема, неопходно е дозвола од Министерството за внатрешни работи. Значи се доставува барање, се доставува техничката спецификација и Министерството за внатрешни работи дава одобрение дали може или не може да се набави таква опрема. Тоа е законски пропишано. Има таква дозвола ОТА да набави опрема? Согласно нашите информации, ние тврдиме и тоа на пресконференција која што ја напоменавте изнесов, дека ОТА го има прекршено членот 2 од Законот за следење на комуникациите. Набавила без дозвола од МВР и надвор од законот. Тие во еден демант, кој што беше на мојата пресконференција, рекоа дека оперативно-техничката агенција во соодветна постапка и со вклученост на сите институции надлежни за спроведување на процесот за следење на комуникациите, со одобрени средства за конкретна намена од страна на владата на Македонија и во согласност со членот 2 од Законот за следење на комуникации има поднесено барање за одобрение и техничка спецификација, што е заедно барањето и техничката, за што има добиено и поседува позитивно мислење и одобрување од страна на Министерството за внатрешни работи. Значи, до МВР не го потврдува. Јас го повикав на утредента, после оваа пресконференција, после демантот на ОТА, министерот за внатрешни работи да каже дали е точно дека ОТА добиле одобрение за оваа набавка или не. И дали и Министерството за внатрешни работи ги утврдило истите недоумици кои што ги имаме и ние, или сме ги утврдили ние како комисијата, дел вака јавно соопштени, дел за жал подлежат на класифицираност на како информација. разбрахте вие за оваа работа? Претпоставам дека директорот не ви кажал. Не, директорот не информираше, тоа е дел од нашето работење како комисија за надзор над посебните истражни мерки и од одредени информации кои што ги добивме, свикавме седница на комисијата и она што е симптоматично и е чудно во целава ситуација, покрај молкот на МВР, кој што не сака да потврди или да негира, нека ме негира мене, дека не го зборам тоа што го зборам, е и демантот на СДСМ, кој што како политичка партија
се вклучија во целава приказна, кои што велат вака. Нели, стандардната нивна риторика, ВМРО, ДПМН, лажи и така натаму, и велат дека се спроведувале постапки низ соодветна законска процедура по целосен надзор и контрола со позитивно мислење од надлежните институции. Ова го вели СДСМ. И јас ќе ги повикам СДСМ, користејќи ваша емисија, да ги контактира двајцата пратеници, членови на политичката партија СДСМ, кои што се исто и членови на Комисијата за надзор на спроведување на истражни мерки, дали се согласуваат со оваа изјава на СДСМ и дали и тие не мислат исто како што го мислиме ние, затоа што заклучоците кои што произлегуваат самата седница на комисија беа едногласно изгласани од сите членови на комисијата. Таму сме 5 членови, и тројца сме од опозицијата, така е законски, и председателот од комисијата, од опозицијата, и двајца се членови од власта, односно од СДСМ. Двајцата пратеници од СДСМ се согласуваат дека таму има нешто спорно. Да, гласа заклучоците кои што ги изгласавме нели на таа комисија, едниот од тие заклучок да се извести јавниот обвинител, затоа што ние согласно закон, кога ќе утврдиме повреда на постапката за следење на комуникациите, сме должни да го известиме јавниот обвинител, тоа е сторено. Вториот заклучок е исто согласно закон да го известиме собранието, односно председателот на собранието, и третиот заклучок беше да ја известиме јавноста, што и го направивме како пресконференција која што ја одржав јас токму во собранието на Република Македонија. И министер за внатрешни работи Оливер Спасовски молчи, се уште не кажува дали е така или не е така. И вториот, и многу е симптоматичен момент, тоа мора да го истакнам. Значи зборуваме за набавка на една опрема која што може да го направи, ќе биде, не знам, оние претходни афери ќе ни се чинат смешни во однос на можноста која што ова опрема Тоа сакам да ве прашам. Значи овде станува збор за сите можни комуникации, не само телефонска. Значи ти можете и сликите да ни ги гледаат, што ги праќам со сопругата, така, што зборувам со децата. И тоа не би било спорно доколку не може да не е спорно, доколку законот она што го пропишува испочитувано, тоа значи дека ќе се следи целокупната комуникација еднозначно на таргет, на еден човек, на човек кој што сака, имаме основано сомнение како држава. Тероризам, нели, криминал. И за тие луѓе не е спорно ние да набавиме ваква опрема и да го фатиме чекорот со развиените европски држави. Меѓутоа, техничката спецификација која што исто замислете како и со она на Бехтел и Енка, и овдека се повикуваат на некакви класифицирани информации, државни тајни, деловни тајни. Јас, откако сум во политиката, видов дека може да има деловни тајни во делот на сферата на безбедноста за луѓе кои што имаат сертификат, како што имам јас, највисок степен државна тајна, кои што работата им е да ги превенираат ваквите работи како што ние правиме, дека деловната тајна е нешто повисоко од мојата надлежност што ми ја дале граѓаните да ја контролирам работата на извршната власт, а во случајот да ја контролирам работата на ОТА. Тоа било деловна тајна и нас не убеди директорот со никаков документ, со никаква спецификација, освен вербално вака, дека целата комуникација нема да следам Вибер. Така да речеме, целата комуникација ќе се слева на една точка, иако повторувам законот вели ОТА е само медиатор, посредник, и дека таа комуникација која што подразбира целокупната комуникација во Република Македонија ќе биде на дофат на ОТА, па дури и да е софтверски решението. Сега, пошто сум инженер по информатички технологии, ќе ме разберат, можеби граѓаните ќе се трудам да поедноставно да зборам, и да има софтверско ограничување кое што би значило дека одреден софтвер нема да дозволи гледање на содржината, дека ќе го проследува комуникацијата само до овластениот орган, односно системски до нивниот леер, односно до нивниот дел од системот, па таму ќе се следи. Сепак кога се работи за софтвери, кога се работи за условно кажано база на податоци во делот на електронски комуникации, никогаш не може да биде 100% сигурно. Чекайте малку, се приклучки, малку ме збунивте сега. Јас разбирам ако агенција ОТА, како агенција надлежна за овој вид на комуникации, за да речам дисеминација на овој вид на комуникации, набави софтвер со кој што ќе го олесни трансферот на бараните податоци согласно судска одлука
од страна на телеком операторите до одредени агенции. АНБ, например. Еве, следи некој криминалец, милитант, така натаму, и тоа е... Мито овде сега зборуваме ние за нешто сосема друго. Овде зборуваме за изместување на основните законски надлежности на ОТА. Овде зборуваме дека ОТА сега се претвара во хаб каде што се слеваат огромен број на податоци за кои што вие, дури и вие како комисија за следење на ова агенција, нема да имате пристап. Тоа значи дека ќе се повтори тоа што се повторуваше во неколку наврати во нашава историја, од големото... Тоа се нашите сомневања, дека ОТА прекршила членот закон, значи незаконски набавила одредена опрема за следење на комуникациите, дека не сме убедени дека таа опрема или тој систем, затоа што тој се состои од, нели, од техничка опрема и од средства и од софтвери, тоа е комплексен систем, дека Тој чини 2 милиони евра, ако не се лажам. Не би знаел да ви кажам наискрено, и мислам дека на седница на влада е донесена одлуката за финансирање на тајна седница на влада, да, така што не би знаел да ви кажам, меѓутоа ваквите моменти се чувствителни. Значи, наша задача како пратеници е да укажеме навремено, за да не дојде до ова што Горан го рече, и затоа и сум горд на работава на комисијата, затоа што прв пат се случува комисија парламентарна собраниска за надзор да предупреди на нешто што би можело да се случи и да ги извести соодветните институции во согласно со закон да си го испитаат случајот кој што имаме сомневања. И при тоа и СДСМ и ВМРО да бидат на една страна. Во делот на комисијата, да, ме зачуди соопштението на пресцентарот на СДСМ, не ме зачуди соопштението на демантот на ОТА, меѓутоа го очекувам одговорот и од министерот Спасовски за да каже дали ОТА постапила законски или не постапила законски во делот на набавка на ова опрема и дали исто и МВР имал вакви недоумици, затоа што ова се на база на информации кои што ние ги имаме и сме создали сомнение. За тоа сомнение сме ги известиле надлежните органи, како што реков јавното обвинителство. Сега јас со 100% сигурност не можам да тврдам дека е така, затоа што ви реков, ниту техничката спецификација не е доставена, ниту опис што и како е можностите, односно до кој степен се функционалностите на тој софтвер, но меѓутоа она што го имаме го изнесуваме и јавно и бараме соодветните институции да реагираат. Не сакате да шпекулирате, се држите до тоа што го имате како факт, меѓутоа ако смеам да коментирам, вие сте IT инженер, точно знаете како се одвиваат работите во тој сектор, софтвер од 2 милиони евра, претпоставувам дека може цела Македонија да ја слуша по сите основи и дека тоа е една страшна неверојатна моќ која што ќе стане и политичка моќ, може да стане во даден момент, може да стане бизнис моќ, може да се рекетира. Прашањето ми е, да прецизирам, дали е можно дека овој софтвер е веќе инсталиран и дека веќе прибира податоци? Согласно информациите кои што ги поседувам, се уште не е функционален во продукција, односно не е ставен, значи не е функционален, барем согласно информациите што ги имам, не од само ДОТА, туку генерално. Дека е во фаза на дека е набавен, увезен и дека е во фаза на тестирање, затоа што вакви комплексни системи не се ставаат директно во функција, туку претходно мора да се истестираат и дека е во фаза на тестирање и сега за сега информациите се дека не е ставен во функција и добро што, како што реков и претходно, навремено сме действувале, навремено сме укажале и очекуваме иста таква навремена реакција од институциите да ги потврдат или отфрлат овие сомнежи кои што ние ги имаме како мора да кажам како комисија за надзор. Да не се случи после дека во периодот на тестирање на софтверот да се следат 44 пратеници на коалицијата на ВМРО во собранието, моментот, многу е чувствителен моментот. И двајца новинари вака малку покрупни. Уште еден момент. Повелете. Ова се прави во ваков чувствителен момент кога е апсолутно и јавни се притисоците кон опозицијата за уставните измени. Се прави во момент кога очекуваме предвремени, па нека си редовни избори, затоа што за неполногодина ќе се случат. Да. А го прави функционер на помалку од 2 месеци пред заминување на функцијата. Многу коинциденции за да не отвориме ваков сомнеж во јавноста. Така.
Овдека ќе побараме пауза за реклами. Драга, мислам дека рекламите помина после вестите. Леле. Помина, Точно така, се извинувам, почитувани гледачи, нема потреба од реклами, а јас се чудам што од режија не ми бараат не ми бараат реклами. Простете ми, долг беше денот, долг беше денот. Околу реакциите од СДС ми споменавте и уставните измени, многу нели критичен момент да речам, односно воопшто не е критичен, јас тоа што го гледам нема никаква критични моменти, но ми остана едно соопштение на СДС од вчера, чинам дека беше са Бајле, каде што СДС нели постојано го повторува, се уште со помал интензитет разбра дека тоа не поминува, меѓутоа се уште се повторува дека еве ВМРО се согласи на уставни измени и така натаму, но она што вчера ми беше интересно во нивно соопштение, на крај на соопштението, на првото нивно вчерашно соопштение, ви дадоа една понуда која што за мене вака беше малку смешна. Ние ќе ве внесеме на европскиот пат, во европската коалиција, а вие аман заман, така го читам ја, дајте преговарачка група да преговараме со таа група што таа ја направија на Централниот одбор пред 7-8 дена. Испадна работава, утре ќе ви понудат, дајте, ќе ви дадеме фотоволтаиците на сопругата на Ковачевски, само дојдете преговарајте. Претходно имаше закани дека ќе разговараат со вас приватно, затоа подоцна ќе разговараме. Потребно ли е некој да ве внесува вас во европската коалиција, на европскиот пат? Ако европскиот пат, европската коалиција, европскиот ВОЗ со Мерко заедно. Со Мерко и со ДУИ, извинете, ама јас тоа не го гледам како европска вредност. Извинете, вакви криминалци како што ги има во ДУИ и во СДС, кои што и ги гледаме секојдневно како се случуваат, за мене не се европска вредност и не се оно што јас како Бране го гледам како европска вредност. ВМРО ДПМН е прозападно и проевропски ориентирано од самото свое основање. Впрочем, една од причините за основање на ВМРО ДПМН е токму прозападната вредност, затоа што СДСМ како наследници на комунизмот биле происточно ориентирани некај Србија, па некај Русија, така што не може нас некој која палеше американската амбасада во 99-та година, се сеќаваме, добро се сеќавам. Така, јас сум бил можеби малце млад, ама па јас се сеќавам. Сум читал, сум гледал информации на таа тема. Така што ВМРО ДПМН за својата историја има покажано континуитет во делот на европските и проевропската ориентација и вредности кои што се многу битна работа и треба да се потенцира. Иако во овој момент, да бидеме искрени, од делот ајде да речем екстремната десница, трпите критика заради тоа. Да, и тоа се, јас, знаете како се конципирани ударите на ВМРО овој период, од две страни. Едната е од лево, тоа е од СДСМ заедно со ДУИ, со вакви удари кои што апсолутно се косат со реалноста, сме прифатиле нешто, па дојдете, па ќе ви даеме опаки. Значи, смешни небулози во 21-виот век интелектуалци да коментираат такви работи, кога сите ги видео изјавите на председателите после лидерската партија дека немаше никаков договор. Се прифатија што сакаат сега повеќе. Самите председатели веднаш после лидерската средба изјавија дека нема никаков договор и кажаа понудите и двајца да кажа дека тие понуди не се прифатени или се одбиени. И сега ние треба да дебатираме со ликови рече дека се прифатил, извинете, инсистирам на тоа. Ковачевски на 360 рече го два пати го прашаа по Петровски. По пресконференција, по лидерската имаше пресконференција, најпрв председател Мицковски, потоа Ковачевски. И двајцата на тие пресконференции кажаа дека никој ништо не прифати. Ќе преслушате. А после откако го избрифираа, тој смени реториката и почна да збори ова што го зборите. Тој е еден удар на ВМРО. Вториот удар е овој од десно, од радикалната или десната, кој што исто така одработува за интересите на СДСМ и прецена на ДУИ. Свесно или несвесно? Што мислите за тоа? Мислам дека дел од нив и tekako свесно, а морам да признам дека дел од зборам за раководството нивни, сега членовите се нели тие си поаѓаат низ своја лична перцепција, меѓутоа дел од нив свесно, дел од нив несвесно. Меѓутоа мислам дека повеќето свесно. Затоа што ако ВМРО ДПМН освои 61 пратеник, според нивната логика ќе го заземе целокупниот десен простор во Република Македонија. Мислам дека има една терминологија што ја употребуваме, ќе си дозволам да ја кажам на вашата емисија. Најголем дел од тие политички партии што свесно работуваат и го ударат ВМРО ДПМН, пред се мислам тука на левица, тие действуваат како политички маршојаци, лешинари што ги викаат Србија. Односно, ги нема никаде неколку денови, па можеби со недели и ќе чекаат условно кажано некаква грешка по нивната логика на ВМРО ДПМН, макар и лапсус, за да
како маршојаци се стрчат за да украдат 5, 10, 15 илјади гласови по нивните математики. Но тоа не е сериозна од ВМРО политика, да помане. пратеникот. Тоа не е сериозна политика. За жал, Маршојатството за жал не е и за политика. жал ние сме сведени во Република Македонија со медиокритети и подмедиокритети од политичари да дебатираме за вакви теми. Не дебатираме овдека за национално обединување, не дебатираме за стратегии. Ние имаме руинирано судство, тоа го дебатиравме. Ние имаме катастрофално образование. Денеска министрот за образование рече, вели, можеби следната година 6 оделение повторно нема да добијат. Мислам, зборуваме за книги. За книги да не може да се испечат. Зборуваме за здравство каде што секој ден, буквално секој ден по социјалните мрежи ние донираме средства за луѓе, за деца кои што треба да додат кои се собрани пари благодареки на граѓаните. Ова е Претходно срамота. имаше во Куманово собиравме за 2. Значи, како да ви кажам, руинирано здравство. Не може термин луѓево да добијат на мој термин. Квалитетните доктори, тие што докажале дека се квалитетни, се предмет на медиумска хајка од некакви си министри поставени таму за да ги деградираат. Човек кој што не знам успел да пресади орган во Република Македонија, треба да се расправа со треба да се расправа со некаков си меджити за дали бил подобен или не подобен да биде менаџер на здравствена Беше обвинет дека бил институција. неработник, така нешта. Апсолутно, Значи, не директно, така и директно, Така ама... излезе. да фатиме, не знам, културава министеркава за култура само да видиме. Гледам убаво се шета секаде, води пространство. Убаво што се шета, ама не може дотерана, една реченица средена. или еден твитер пост да нема грешка и да не биде предмет на исмејување на социјалните мрежи, министер за култура. Значи, област кај сакате да фатиме, ние имаме девастирана и руинирана Немојте држава. така. Ние немаме држава. више. Евроинтеграциите ни одат добро, министрот, вице-премиерот Маричич одлично ја тера работата. Ако го слушате него, ние веќе сме членка на Европската унија. Го споменав него, ме Да, меѓутоа интересира. и ние имаме блокирани евроинтеграции. Ние имаме блокирани евроинтеграции. Црвенковски кажа убаво вчера од како рече иницирани, но не се почнати. Нешто таква квалификација. Терминологијата не е окей, може да биде покреативна, меѓутоа суштината е дека ние имаме блокирани евроинтеграции на ваков начин на кој што испреговара, ако може да се каже дека е преговарање, не климање со главата од страна на владата на СДСМ и на ДУИ. Затоа што хипотетички да зборим и да условно кажано се внесат бугарите во уставот. Следното барање ќе биде повторно од Бугарија ставено на маса и повторно ќе добиеме вето на следното поглавје кој ќе Јотова отвориме го така кажа 35. тоа на денот кога Бундестагот гласува резолуција, веднаш го кажа тоа. Ме интересира, не прашувам конкретно. Не прашувам Мизрахи завчера. Ако ви дојде Маричич во Куманово, на весретне на пазар, на бербер, дома ви дојде, ќе го примите ли да разговарате? Тој кажа дека индивидуално ќе се разговарало со пратениците на ВМРО ДПМН. Ме интересира како фаќа остав, ќе го пречекате, ќе му дадете на ракија, бифтек нема да му дадете, можда нешто друго ќе му дадете. Вака се, овдека зборуваме за принципи политички. Маричич и Ковачевски не биле на избори. Не биле од врата до врата кај граѓаните и не ги сослушале и не им ветиле ништо и немаат и не чувствуваат никаква одговорност кон тие граѓани. Јас како избран пратеник сум бил во кампања, сум разговарал со илјадници, десетици илјади граѓани и огромното мнозинство тие граѓани кажало дека уставни измени под вакви устови нема да има. Значи, прво, не може тој како насаден функционер да разговара со пратеник кој што е испратен од народот. Тој треба да одговара на прашањата мои и на пратениците во собранието, зборам сите 120, затоа што тие 120 пратеници ја бираат владата и тие 120 пратеници имаат уставна надлежност да ја контролираат работата на владата. Така што може јас него да го викнам за да разговарам на некоја тема, како што го викаме еве Спасовски да ми одговори дали ота постапила Заговски или не, а не може тој мене да ме вика како насаден функционер. Тоа ќе биде мојот одговор за него во делот на политиката. Приватно може да јади да пие, Куманово се гостопримен народ, апсолутно нема проблем. Кумановски мезалък. Неспорно е да може и не, јас си драгам да дојдеме да разговараме кога ги за уставни измени, а дојдеме на мезалък. Никад не сум дознал што има во мезалък, ама тоа е за друга прилика. За друга прилика. Најдобро е да дојдеш во Куманово да те почестам, да видиш вака прво вкусот, па после ќе разговараме за уставни измени, да разговараме. Проблемот е во тој изместен систем на вредности кој што веќе дозволува толку отворено и оголено да се поставуваат работите во рамки спротивни од логиката.
Значи ние додовме во таква фаза од постоењето на државата во која што за министер или за вице-премиер небитно е нормално да каже или за премиер, ние ќе им извршиме притиск. Ќе разговараме со нив. Ова е како мафијата да ви испраќа порака, ќе разговараме. Така, и сега да. вие треба да се соочите со тоа, јас го разбирам, претпоставувам моментот на страф. Сега, вие не покажувате никаков страф, меѓутоа го разбирам моментот кога еден човек ќе се соочи со можноста да добие непристојна понуда, како што се добиле пред неколку години. Видете, зборуваме за човек кој што би ја дал таа понуда, како Ковачевски, како Маречич, кои што не само што се на залезот на политичката кариера, него според моите перцепции ниту имале политичка кариера, оти ништо не направиле позади нив. Зборуваме за неколку месеци од сега, ќе имаме избори, редовни нека се, тие луѓе ќе заминат во историјата. Толку од нив. Завршена приказка се и Ковачевски, и Маречич, и цела таа момента во себе само кои што прифатиле при цел памет и разум предлог во кој што вели дека треба да се смени уставот. И малку да си писмен, малку, да велиш, да разонираш, да велиш, има 2/3 промена на уставот, тоа се 80 пратеници, јас имам 42 мои, не знам колку на коалиции, никако не може да дојдеш до 80. Аха, треба и ВМРО да го прашаме. Па да го викнало ВМРО и да седнели да се договориле ќе ја прифаќаме рамкава или нема да ја прифаќаме. Нема. Тогаш немаше разговор со вас. Тогаш прифатиле рамка која што не можат да испорачат и тука да бидеме реални. Ќе си дозволиме ова да го кажам за критика европската заедница како можела да прифати од политичка партија која што нема 80 пратеници позади себе за промена на уставот. Веројатно и тие добиле ветување. И затоа ни е лесно и притисоците кои што евентуално доаѓаат или би доаѓале од странство, да кажеме дека, извинете, вие сега не може да не притискате нас затоа што кога сте прифатиле предлог од СДСМ на предлог на потребни 80 пратеници за измена на устав, сте требале да не консултирате нас. Затоа што зборуваме за политичка партија која што е рамноправна членка на Европската народна партија. Еве на која европска организација ДУИ е членка? Сте слушнале ДУИ да има некаква меѓународна соработка? И сега ДУИ е символот на европската интеграција на Република Македонија или ВМРО ДПМН, чии што функционери извршуваат сериозни функции не само во Европската народна партија, и во сите европски организации. Еве денеска се враќа една делегација на ВМРО ДПМН токму од Германија од посета на ЦДУ и на германскиот Бундестаг, каде што заедно со нашата сестринска партија и со тие функционери таму работиме на новата програма на ВМРО ДПМН и нормално на лобирање на македонските национални интереси, затоа што тие луѓе не ја слушнале вистината, не ја слушнале другата страна. Тие зборувате за германските конкретно зборувам за странци, нека биде, не мора да се германски пратеници. Дека делегацијата денеска е ова. Затоа што имаме една ситуација дека откако ќе разговараат со нас, сосема други им се сваќањата на тие. Зборувам сега генерално за сите странски дипломати кои што доаѓаат овде. Затоа што таму СДСМ и ДУИ ги брифираат на еден сосема различен и лажен начин. Како некој човек кој што вели нешто, оставете ме вие мене да сум на власт, јас веќе стредам. Тоа не е голема работа. Ситна работа ќе сменим. Но сами ќе бидете виновни. Но сами ќе бидете виновни или сте виновни ако сте дозволиле СДСМ и ДУИ понатаму да имаат монопол во таа позиција. Монопол во смисла на информирање на особено на западните пријатели. Верувам да монополот ти го дава позицијата на власт. Апсолутно не може да постојат. Не сме во ВМРО е дел од Европската народна партија, има долгогодишни односи со сите тие партии и контакти и релации. Просто и секојдневно може да видите како имаме средби во денеска имаше во Бундестагот и така натаму. И одиме таму апсолутно и затоа велам дека притисокот не е ни толку голем колку што можеби јавноста мисли или па можеби ние сме очекувале, затоа што кога им се објаснат работите какви што се со факти и со аргументи на маса, како што впрочем јавно ги кажуваме, можеби тие не можат во моментот, затоа што зборуваме за европски бюрократи да сменат став, за промена на таков став треба години и години. Меѓутоа, личната перцепција веднаш се менува и нема таква сериозна критика, зборувам барем од оној дел што сум можел јас да комуницирам или што сум можел да добијам информации настрана нели повисоките представници за кои што јас сепак не би
мојата функција не дозволува. Тоа што може да прочитам само нешто во врска со пресилбата, односно со моментот на можноста некој да биде принудуван да не направи нешто против своја волја. Член 139 од кривичниот закон е тој што со сила или со сериозна закана ќе присили друг да стори или да не стори или да трпи нешто, ќе се казни со парична казна или со затвор до 1 година. Ако делото од став 1 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 5 години. Точно тоа, меѓутоа, она што е најбитно сега, и што излезе и после лидерска седба, и што е евидентно и цела година претходно е дека СДСМ нема 80 пратеници. А она што јас можам да го кажам е дека ниту ќе има, па какви да се тие притисоци, на какви да начин да се обидат да ги направат. Не е сега 2016, 2017, 2018 година, апсолутно се различни времења, различни раководства и различен начин на гледање на политиката од таа призма кога била тогаш, кога ВМРО било под сериозен прогон и целото тоа раководство, и различна е призмата на гледање на работиве сега кога имаме монолитна, единствена пратеничка група, најголемиот дел од нив сосема нови луѓе во политиката кои што апсолутно немаат никаков багаж позади себе за да можат на начинот на кој што го направија промената на името да не уценуваат, и имаме претседател кој што е посветен на бранењето на македонските национални интереси. И не случајно повторуваме дека нудиме рака за македонско национално обединување и приклучување на сите кон овој процес на дедуизација на Република Македонија. Така да немајте дилема дека какови начин да изберат, дали ќе разговарат или нема да разговарат поединечно, групно, што сакаат не га прават. Па добро, Овој тип на политичари какви што се Ковачевски, Маречич, Османи Бујар и таквите како нив немаат во нашите очи никаков авторитет за да можат со било што да не разговарат. Немојте така, Маречич изгледа ка авторитетно изгледа се, немојте така да подценувате. Доколку сме во кафана, меѓутоа на политичка маса тешко. Мала иронија, да. доаѓаме до крајот на емисијава, морам да признам. Горан, имаш уште многу прашања, несомнено имам и јас, меѓутоа 23 часот и 45 минути. Сакав да прашам, Драган. Не можеш да издржиш, уште Горан, 2 минути. повели. Сакав да прашам, има ли СДСМ, ги има ли сите своји пратеници СДСМ за уставните промени? Она што го знаеме ние или јас, прво дел од коалицијата, добро, веќе Павле Транов излезе. Без ќе видиме претходно другиве, замина. да, добро, без се за уставни измени, зборувам Да. оние што не се за, што се против уставни измени, такви изјави дадоа. Очекуваме уште некои, барем согласно изјавите на Дом, дека доколку не им се изгласа една изборна единица, дека ќе ја напуштат коалицијата, дека од ЛДП имаат сомнежи за делот на уставните измени, да видиме како тој дел ќе се рефлектира понатаму. Меѓутоа, во делот на пратениците на СДСМ има информации и она што може да се слушне на собраниските кулуари, дека има сериозна негативна реакција од неколку пратеници кои што согласно нивните изјави на сон не можеле да помислат да гласаат за бугарите да влезат во уставот, впрочем повикувајќи се на партизанското минато на нивните предци и она што тогашната бугарска фашистичка окупација им го направила на нивните Че не предци. зборуваме за 6 пратеници на ВМРО, туку зборуваме за 8, 9, 10, можеби 12 пратеници кои што ќе треба Маречич ќе треба прилично индивидуални средби да прави. И на тоа да се надополни делот на албанските опозицијски партии кои што дел од нив ги условија овие измени со 20% своји барања, што значи вака Маречич има сериозна задача. Сериозна агенда. Она што јас би можел да му кажам и на него и на Ковачевски е да батала таквите размислувања, да си прифатат понудата за предвремени парламентарни избори, да излеземе пред граѓаните со нашите концепти како да се деблокира европскиот пат, како да се исправи Република Македонија на прави нозе, па граѓаните кои што се суверенот на оваа држава да си кажат своето мислење на тие избори и согласно нивното мислење тој правец да го фатиме како Мислам дека ќе се фокусираат на фотоволтаици и волниното бифе, но еве добро ќе си оставиме за нив тие да решаваат што ќе прават како приоритет. Пратеник Петрушевски, благодариме за гостувањето. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Така. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечерот, мора да признам малку кадрот
ја затвара главата, но како и да е, невообичаена ситуација. Си пораснал, да кажам. Да, сум пораснал нагло. Тоа беше се за вечера, поштовани гледачи, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас си Горан Мировски повторно ќе ви се јавиме во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно.